Во првиот случај, јас ги разбирав оние 30 дена. Владата имаше доволно време, 30 дена, да направи антикризни мерки, економски, вакви, такви, онакви и така натаму. И сето тоа ми беше, ето, одреден аспект јасно. Но мене не ми се јасни овие вториве 30 дена, не ми се јасни ако има следни денови, затоа што мислам дека 30 дена е сосема доволно, ако оправдувањето на владеачкото мнозинство беше луѓе, нас не треба водена состојба за да донесеме сет антикризни мерки со кои што ќе помогнеме на стопанството и ќе ги распуштиме изборите. Добра. И ќе го прекинеме, се извинувам, изборните дејства. Ме интересира зошто сега ни се дополнително потребни нови 30, па нови 30, па нови 30 и така натаму денови во вакви услови. Затоа што веројатно ситуацијата бара од ден на ден носење на законски решенија, а еве вие не ја поддржувате иницијативата за враќање на парламентот кој што би носел закони. Токму тука е проблемот. По завршувањето на првите 30 дена или пред завршување на првите 30 дена требаше да имаме лидерска средба, Васко. И повторно да разговараме, да ја слушнеме потребата од следни 30 дена. Затоа што ние консензуално сите политички партии се договоривме за една таква состојба. И консензуално излеговме во јавноста, во име на државотворноста, во име на државата, да тоа го решиме. И да ве повикаа и да имавте што ќе кажевте вие? Ама не видете сега, јас не можам да одговарам на и да ме повикаа за ланскиот снег да ви одговарам. Не можам да разберам логиката зошто мислите дека нема потреба од нови 30 дена. Вонредна состојба. Ако мене ме прашате, навистина нема потреба да се носи уредба со која што необработени дијаманти ќе се реекспортираат од држава во време на техничка влада. Навистина мислам дека нема потреба да се носят уредби за специјалното јавно обвинителство, трансфер на вработените. Ама пак се враќаме на тоа, зошто не сакате да се активира собранието, каде што апсолутно се тоа ќе го имате под контрола? Васко, не е ставот тука на чувство дали ние сакаме или не сакаме. Дали е тоа уставно или неуставно, тоа е суштината. И второ, еве ќе ви дадам веднаш одговор, да, сакаме. Затоа што нашиот став за ова криминогена влада го знаете и не кем да го повторувам сега. Добро, што е излезло? Не сакам да го повторувам. Ајде да пробаме да ги рационализираме. Имено политички зрели ликови што прават? Прво, претседателот пред да ја прогласи оваа втора ворена состојба, треба, како првиот пат што не свика, да не свика и вториот пат. Добро. Тогаш имаше, се сеќавате, пред првата ворена состојба имаше Совет за безбедност. Па дури потоа имавме лидерска средба. Па подори потоа се прогласи ворената состојба, кога сите ние сме политички зрели личности, фала му на Бога, се согласивме дека тоа е неопходно. И сега имаше Совет за безбедност. Имаше, ама немаше се ова другото понатаму. Па барем да го имавме тоа да разговараме. И сега повторно апелирам, ќе дојде крај на оваа ворена состојба 15 мај, претпоставувам дека повторно ќе има Совет за безбедност. Добро е да имаме лидерска средба. Господин Мицковски, дали после првомајските, само ако ми дозволите уште една реченица. Еве апелирам во вашата емисија до претседателот Пендаровски, до станатите политичари, веднаш по завршување на првомајските празници, нели имаме најави од владата дека ќе има дополнително релаксирање на состојбата во државата, да имаме таква лидерска средба и да разговараме за состојбата во која што се наоѓа државата.